Ние сме 99%. Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на емисијата 99%. Емисија во која се слушаат единствено граѓанските ставови и она што луѓето можеби во ова општество во кое живееме и се плашат јавно да го искажат. Верувам дека и за ова издание на 99% ви подготвивме на доста интересна тема. За жал не е премногу експлоатирана во јавноста, меѓутоа се надеваме дека во наредните минути ќе успееме тоа да го направиме и од оваа емисија можеби ќе произлезат и некои продуктивни идеи кои што во иднина би се реализирале. Темата на која што денес ќе дискутираме е дали Охрид има предуслови да прерасне во универзитетски град и зошто во 2015 година градот на писменоста Охрид своето образование и својата иднина ја темели врз само две високообразовни институции во градот. Овде предлагам да погледнеме еден прилог кој што го подготви нашата информативна редакција, а потоа се враќаме во студио каде ќе ви ги представам моите денешни гости. Ние сме 99%. Еден објект од касарната Михајло Апостолски се уредува за потребите на Министерството за образование и наука. Во обиколка на објектот беа заменикот министер за образование Спиро Ристовски и ректорот на Универзитетот Свети Апостол Павле Нинослав Марина. Просторот ќе биде користен од страна на универзитетот, рече министерот Спиро Ристовски. Посочи дека по внатрешното уредување на објектот во наредниот период ќе отпочнат работите за изведување на грејната инсталација. Навистина сум задоволен од динамиката. Досега Министерството има инвестирано во овој објект повеќе од 40 милиони денари. Тоа е само завршеток на првата фаза, односно првиот објект од касарната, продолжуваат и другите две фази. Ректорот на универзитетот Нинослав Марина истакна дека уредувањето на објекти од поранешната касарна во универзитетски кампус е од големо значење за нивната високонаучна образовна институција. Ова е, да речеме, една нов концепт, затоа што прв пат се обидуваме да направиме еден, да речам, живот на кампус, каде што сите студенти овде би, покрај тоа што би студирале, би биле сместени и, да речеме, далеко од градската врева, ќе може да си ги обавуваат и другите активности. Тој концепт е за прв пат во Македонија и некако јас сакам да пренесам големо искуство од моите години поминати во неколку западноевропски земји и во Соединетите Американски држави, каде што оваков тип на кампуси се многу типични. Ректорот кажа дека ќе располагаат со над 4000 метри квадратни површина, на кои во следните фази ќе се изградат спортска сала и други спортски терени. Ние сме 99%. Еве назад во студиото на телевизија ТВМ, на темата видовте за што се работи, универзитетски кампуси во Охрид, Охрид да прерасне во универзитетски град во кој што студентите буквално ќе живеат тука, ќе работат, ќе учат, ќе се надоградуваат во областа на науката. Мои денешни гости кои ќе дебатираат на оваа тема се Ангел Јанев, советник во Општина Охрид и заменик градоначалник, и професор доктор Ирина Петровска од Факултетот за туризам и угостителство од Охрид. Добре ни дојдовте во студиото на ТВМ. Добре најдовме. Ајде да започнеме со тоа каде вие поединечно ја гледате потребата од реализација на ваква идеја, нашиот град да прерасне во универзитетски град. Дали било тоа како епитет кој што ќе го добие ради бројот на универзитети кои ќе ги имаме, или фактички на терен да имаме универзитети и мали градови во рамките на градот? Така. Добро вечер од мене, благодарам за поканата на оваа емисија. Прашањето на место, меѓутоа ќе го одговорам на друг начин. Прашањето дали не постои. Охрид е универзитетски град, Охрид е образовен центар, Охрид е просветителско место, тоа мора, треба и ќе биде. Ај така да се изразам. Јас 20 нешто години сум во приватното образование, професорката е во државното образование. Верувам и знам дека многу мисли се насочени кон таа идеја. Можеби некои градови природно или неприродно ни го превземаат тој статус, меѓутоа време и место е ние тоа да го направиме и се надевам полека, но сигурно ќе го направиме. Дали постои, дали има потреба? Има потреба и постои.
Јас, еве како вовед во емисијата, ќе наведам два примери. Едниот е од Македонија, другиот е надвор од Македонија со град кој што е збратимен на градот Охрид, тоа е градот Велико Трново во Бугарија. Тоа е град од околу 40.000 жители и на 40.000 жители има околу 20.000 новодојдени преку студентите. Во разговор со градоначалниците и замениците на многу градови во Бугарија, кој ги прашав за прашањата на иселувањето, дали од Бугарија со влегувањето во Европска унија, дали тие се иселуваат, значи повеќето, да не кажам сите градоначалници и заменици и сите кои што се задолжени за таа тематика ми одговара дека огромен број на млади луѓе од Бугарија се иселуваат во земјите на Европската унија. Само од градот Велико Трново не го кажаа истото. Не го кажаа баш поради таа причина, затоа што тој природен прилив на околу 20.000 студенти. Јас го гледам еве и математички, од 20.000 можеби 5, 6, 7, 8, 9 или 10.000 ќе останат во тоа место на живење. Останувањето на местото на живење се зголемува наталитетот, има нови бракови, нови исклучувани, нови бизниси има, нови љубави, да не кажам, градот се развива во една насока која што насока е многу прекрасна, барем мене лично ми остави впечаток, а градот Велико Трново со сета почит како град кој што ни е брат побратим, има многу помалку да покаже и да прикаже него градот Охрид како град Охрид. Освен универзитетскиот град. Да. Освен ќе зборувам и на таа тема. Сега другиот пример е градот Штип во Македонија. Так. Јас сум родом од Штип, еве 23 години сум овде во Охрид, со сета чест што ми ја дадоа со граѓаните да кажам на градот Охрид. Значи успеа она што градот Охрид требаше да го успее. Да биде универзитетски центар. На почетокот полека, срамежливо, група по група, факултет по факултет прерасна во еден универзитет кој што има, да не кажам реда големина, сигурно повеќе од 10.000 студенти, се шпекулира за некои бројки од 10 до 15.000 студенти. Во разговорот со градоначалникот доктор Илчо Захариев го прашав како се снаоѓате со приливот или одливот на млади луѓе. Верувам дека е точно тоа што ми каже, вика имам проблем со недоволен број на луѓе кои што треба да се ангажираат и во бизнисот и во стопанството на градот Штип. И тоа е еден пример каде што еден универзитет ќе почне да расте онака како што треба да расте. Така, професорка, ако има некој јавен или прикриен консензус, дали во фелата, дали кај оние кои што се на раководни функции, кои што имаат моќта да придонесат во реализација на оваа идеја, зошто тогаш години наназад Охрид ја нема, го нема овој епитет или фактички на терен нема универзитетски град? Добро вечер пред се. Благодарам Мишел на поканата. Чест ми е да гостувам во една емисија каде што ќе се зборува на тема за која ние како професори и тоа како имаме што да кажеме и да ги изразиме нашите ставови и размислувања. Дали Охрид заслужува пред се да биде универзитетски град? Се разбира дека заслужува. Во Охрид постои и обстојува од 70-тите години навака факултетот за туризам и гостителство како виша школа, дури и пред воспоставувањето на Универзитетот Свети Климент Охридски. Значи, многу години наназад тука се зачнале тие николци на високото образование. Факултетот за туризам е еден од главните носители ни сите овие децении на висока наобразба, дека постоела идеја меѓу колегите наши, меѓу минатите декани, меѓу сегашните декани, се уште постои. Желбата е огромна. Предпоставувам дека постоеле одредени надворешни фактори кои влијаеле таа идеја да не се реализира. Но верувајте, на многу наши наставнички совети, на симпозиуми, конгреси, оваа тема е зачната и разговарана. Охрид заслужува да биде и да прерасне. Тој почнува, но треба навистина да прерасне во еден голем универзитетски центар. Што според вас недостасува за да се реализира оваа идеја? Пред да одговорам на прашањето, да нашите гледачи немаат погрешен впечаток, административно ние сме универзитетски град. Значи во градот Охрид постои Универзитетот Свети Апостол Павле, постои и Факултетот за туризам и гостителство со финансов менеджмент кој што се во рамките на Факултетот Свети Климент Охридски на универзитетот при Битолскиот универзитет. Значи административно ние сме тоа. Меѓутоа тоа е административно и тоа е добро во оваа фаза на во развојот на
Да се потенцира. Да се потенцира. Што недостасува? Недостасуваат студенти. Еве, народски речено, недостасуваат студенти. И јас би сакал малку повеќе околу тоа да се елаборира потребата од студенти. Се разбира, за да има повеќе студенти, треба да има повеќе факултети. За да има повеќе факултети, повторно, треба да имаат услови, во кои што услови тие ќе живеат, ќе се едуцираат, ќе се образуваат, критериумите на факултетите се разбира паралелно да ги следат сите процеси, за да тие кои ќе треба да го бират градот, да не го бираат градот, туку да го бираат универзитетот, во кој што универзитет тие ќе се стекнат пред се со практични знаења, па после се друго да се надогради на целата таа приказна. Така, да не излезе само дека го правиме една паралела со муабетот што доаѓа прво, јајцето или кокошката. Да не излезе дека што ни треба попрво, студенти или услови каде што тие ќе? И едното и другото. Тоа се два процеси кои што зависат од самите нас. Јас еве економски ќе кажам. Да направиме една проста математика, еден студент има трошкови на живење од 150 до 300 евра. Еве да земеме 250 евра во текот на месецот. 10.000 студенти, тоа се 25 милиони евра. Приход кој што е директен приход во еден град. Во еден град како Охрид, во кој што сезоната трае 3 до 1, 2, 3, 4, сега зависи и од временските прилики, ние имаме уште 10 месеци можност за неискористени за огромен број на студенти. Ако имаме бројката од 10.000 студенти, а реков што треба за да имаме бројка од 10.000 студенти, ние имаме потенцијален приход од 25 милиона евра, кој што 25 милиона евра остануваат во овој град. Од тие 25 милиона, да правам грешка 50%, а не правам, значи, огромен дел од тие пари може да се насочат за една инфраструктурна околина, во која што околина тие ќе го живеат студентскиот живот на начин на кој што треба да го живеат и на кој што мора да го живеат. Охрид е чист град, Охрид е неиндустриализиран град, иако се индустриализира, треба да одиме во некоја незагадувачка индустрија. Охрид е град во кој што образованието може да се развива на начин на кој што еден Кембридж, на кој што еден Оксфорд, кој што во англиски прилики не се големи места, меѓутоа и текако имате една образовна историја за себе. Да, така и таму се наоѓаат и најголемите библиотеки. Се извинувам што ве прекинувам. Слободно. Постои таа ваша добра економска оправданост, треба да постои она продуховена оправданост зошто децата сакаат да одат и да студираат на друго место, да излезат од дома. Сега, за жал, се смена времето. Ние, професорите, сме мобилни, студентите седат по малечките градови и нас не чекаат да дојдеме и да им ја предадеме лекцијата. Според мене, тоа не е право студирање. А ги трошат истите пари. Како беше порано, студентите вика, сакам да го искусам тој студентски живот. Точно. Студентите, кога би го одбрале Охрид да биде универзитет, како универзитетски град да дојдат и да студираат, треба да имаме убави театри. Треба да имаме пред се библиотеки, шеталишта. Не толку многу кафичи каде што ќе се промовира една друга медиокретска култура која нив не им е потребна. Им е, се разбира, но духот треба академски да влијае во градот. Тоа може да се постигне со многу библиотеки, со читални, со академски кадар кој од странство би го поканиле тука да гостува и да престојува како што тоа го прават во Свети Апостол Павле. Нас ни доаѓаат во Охрид странски професори. Тие живеат тука за да можат да предаваат на универзитетот. Тој контакт, таа атмосфера академска треба да ја створиме ние, ако навистина сакаме студентите да го одберат Охрид како иден универзитетски град. Како ги набројавте сите овие предуслови, ми се чини светлосни години сме далеко од идејава. Не знам, јас имам таква визија. Не е така. Не се светлосни години, едноставно, еве народски да се изразам полуграѓански, полуполитички, ни треба еден убав лоби, да работиме во таа насока и нормално да предиспозициите што ги имаме и како град, и како околина, и како квалитет. Ние имаме професори на секаде низ светот. Имаме во Скопје толку млади луѓе професори. Имаме професори од тука што одат настрана. Знаете ли колкава е можност? Се извинувам, асистентот на професорката доктор Лилјана Батковска, сега е доктор на науки на Харвард. Тој израсна и го образовавме на факултетот за туризам. Верували или не? Ние имаме прекрасен кадар и можеме да створиме потенцијали на кои ќе им се диви целиот свет. Свесни сме колку деца од електрофакултетот од Скопје ни заминуваат во странство. Имаме навистина прекрасни услови за да едуцираме навистина многу јаки студенти, кои понатака се докажуваат
мотивирани во странство, но не кај нас. Замислете ги сите тие млади кадри тука, Охрид, Скопје. Тогаш и нашите деца не би заминувале во странство. Охрид, да. Го погледнавме прилогот, имавте можности да слушнете кој што се однесуваше на формирањето или почетокот на работите околу создавањето на тој универзитетски кампус кој што, ете, ако не се лажам, некаде 4 години наназад се најавува во просториите на некогашната касарна. Тие простории се наменети за Универзитетот Свети Апостол Павле, вклучително и онаа филмска академија која неодамна започна да функционира. Ајде, каде вие гледате, како ја оценувате реализацијата или почетокот на реализацијата на оваа идеја? Тоа е добра идеја. Тоа е доволно или треба да се Тоа е притисне на добра педалот? идеја. Јас овој семестар предавам на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, така наречениот Штулов. Прв пат стапнав таму пред 1 месец и бев изненадена од атмосферата и од целокупната инфраструктура и архитектура и духот на тој универзитет таму. Како да се наоѓаш во некоја друга држава? Од самото влегување до самото излегување. Предавањата, односот, дисциплината, чистотата и хигиената. Предавалните, библиотеките, еден ресторан и кафетерија, има исто така интернет кафе. Прекрасен кампус. Разбирам, тоа е приватна инвестиција и добиле такво право така да настапува таков кампус да постои во нашата држава. Зошто да немаме таков државен кампус? Знаете, во Соединетите Американски држави, посебно универзитетите, па и комјунити колеџите, тие вишите школи функционираат само на таков принцип. Мора да се патува надвор, понастрана, да сте изолиран, да влезете во еден друг свет. Тоа е светот на образованието. Не можете покрај улица, по чаршијата, па тука ви е факултетот, па сега ќе... Не оди тоа така. Ви треба мир, тишина, ви треба читална, ви треба простор, имате и простори за спортување, имате простори за забава. Се е тоа во еден мини универзитетски град, така наречен универзитетски кампус. Тоа што го замислуваат, ако навистина го реализираат, ќе бидат број 1 во нашата држава. Јане, ве видовме и вас во снимките. Вие можете и да видите како се одвиваат работите, како вие оценувате оваа идеја? Јас би го исфрлил лако. Значи, тоа ќе се направи и за почеток универзитетот со 5 факултети од Свети Апостол Павле ќе бидат станари на, првата зграда, чувавме неколку илјади квадрати, ќе бидат за почеток, меѓутоа во продолжение ќе се изградат сите придружни објекти. Тоа е ветувањето јавно што го даде министерот за заменик министерот за образование и наука на Република Македонија. Јас се држам до ветување обично, малку и повеќе инсистирам на сео на кое што го ветат, меѓутоа пак ќе кажам, тоа е идеалното место во кое што тој студентски кампус во градот Охрид треба и мора да се развие. Се на едно место. Јас сум студирал во таква атмосфера, мојата ќерка сега студира во таква една атмосфера во Минхен на Технички универзитет. Да видите како се е под конец. Се знае однапред во наредните 6 месеци што се случува, имаат менза, имаат за ручек, имаат кафе паузи, имаат кабинети, имаат бесплатен интернет, платено е се. Таму има само еден друг момент кој што и јас го посакувам во Република Македонија. Во Германија 100% е студирањето бесплатно за студентите. Универзитетите добиваат големи дотации и од државата од една страна, меѓутоа и од приватните инвеститори, и тука е тој рецепт за успех кој што нам ни фали. Не на градот Охрид и на Република Македонија, ние мора да поработиме во таа насока. Едно е имање диплома, едно е имање теорија за себе, сосема друго е да се Но и не сме толку скапи како државни универзитети. Далеко од тоа да сме скапи, меѓутоа пораката што се испраќа во некои земји, спрема оние показатели што јас ги гледам, спрема нивото на задоволство студирањето, најзадоволни се скандинавските земји. Финска, Данска и така натаму, а не студираат сите. Значи си има критериуми. Во Минхен на Технички универзитет, на тој смер има само 130 кандидати се примат. Германија има милионска нација, а само на 2 места го има тоа како универзитет. Овде, во Охрид, лично ја што посакувам, овој универзитет Свети Апостол Павле, со 5 универзитети, да прерасне на 10, 15, 20 универзитети. Сите, ако треба, нека се поврзани во делот со информатичката технологија и кон нив да се придружи
значи делот од факултетот за туризам и Тоа тешко да ви угостителско, против тоа се сите од Битолскиот универзитет, сум побарал, значи Сте побарале? Да, не им се допаѓа идејата. Мора да признаме, јавно признам, меѓутоа се Ние надевам можеме дека само индивидуално да прераснеме од факултет за туризам во универзитетно. Но не верувам дека би се насоки кои што приклучиле. ги имате. Па да, имаме и Секоја би доволно можела да насоки биде. да можат да прераснат во факултет. Но тоа е само една Факултет- идеја и мој став, јас се оградувам од сето И јас, еве, ќе искористам и приликата да го поздравам и господинот Стефан Буџаковски, професорот. Тој има некоја статија направено, тој е дел од Советот на татковци на општината Охрид и ја презентираше идејата со технички како би изгледало тоа, значи кои факултети да бидат. И една од основната идеја од факултетите што посочи како дел од идниот Охридски универзитет, сега дали под рамките на Свети апостол Павле или како Охридски посебен, Охридски па Свети апостол Павле да преде во него, сепак тоа се административни работи. Тоа може би помоќно би звучело ако е Охридски универзитет. Значи, за мене е сето тоа администрација. Администрацијата лесно се решава и повторно да не бркаме шо порано студенти или ово. Администрацијата ќе се реши, името ќе се реши, моќно е името Охрид и Охридски универзитет, како што е, пак ќе кажам, Оксфорд, Кембридж и така натаму. Споредувањето ми е малку големо, меѓутоа и жалбите ми се во таа насока. Да, овие факултети што се веќе во Охрид, по дефолт влезат, заеднички со Универзитетот Свети апостол Павле, меѓутоа, ако ги изброиме студентите, повеќе од 1000 не постигаме. Нам ни треба во Охрид околу 10.000 студенти, ви кажа бројките. За да постигнеме 10.000 студенти, паралелно двата процеси мора и треба да ги водиме. Така, околу идејата на професорот Буџаковски ќе продискутираме малку подосна, ќе ни објасните што некои поконкретни работи кои што биле предложени. Јас предлагам тука да направиме една кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме во студиото. Еднодневна тура за Солун со Макс Травел. 046 26 20 26. Престанете да сонувате, почнете да живеете. Природната и органска храна е основата на здравиот начин на живење. Биокосмос Македонија со повеќе од 10 години искуство во производството и трговијата со природна и органска храна во служба на вашето здравје. Од широката палета на производи, Биокосмос ви ги нуди безглутенските и макробиотски производи, супер храната, жита и семиња, мусли и снегулки, тестенини, закуски, суплементи и козметика. Внимателно избрано, квалитетно и здраво. Биокосмос. ВЗ Шари Тетово произведува јајца со висок енергетски квалитет од пилиња до несилки и до готови сувомеснати производи. Лекер користи пресно, здраво и испитано пилешко месо на ВЗ Шари. Заедно до богата, вкусна и проверена храна за вашата трпеза. ВЗ Шари и Лекер Тетово. Predsjedniče, ovako više ne može. Leti vruće, zimi i hladno. Hoćemo izolacione sankcije. Stižemo. Pa hoće ovo u bubanju. Doktore! Samo Bekament. Bekament termoizolacioni sistemi. Leti hlade, zimi greju, štede energiju. 10 godina garancije. Bekament, doktori za zidove. Приватна здравствена установа Захариевски. Нов 4D ултразвук. Прегледи за трудници. Гинеколошки прегледи. Прегледи на дојка. Инвитро оплодувања. Сите испитувања на едно место. Остварете ги вашите посекувања. Добре дојдени сте. Не сте сигурни кое моторно масло е соодветно за вашиот автомобил? Обратете се кај експертите за масло Пенасол и решете ја дилемата. Единствено масло на пазарот во Македонија кое е произведено во Германија. Телефон 02 3109 258. Достапно во сите подобро снабдени продавници за автоделови во Охрид и Струга.
сме 99%. Почитувани етене повторно назад во телевизијата ТВМ. Мои денешни гости се Ангел Јанев, советник во Советот на општина Охрид и заменик градоначалник, и професор доктор Ирина Петровска од Факултетот за туризам и гостителство од Охрид. Темата за оние кои што сега ни се уклучуваат во програма е дали Охрид има предуслови да стане, па макар било тоа и веќе административно, универзитетски град, и зошто всушност во 2015 година ние како охриѓани си дозволуваме нашиот град, иднината и образованието да ги темели единствено на две високообразовни институции кои што функционираат тука. Завршивме на некој начин со Универзитетот Свети Апостол Павле и она идеја која што полека се одмотува и се реализира таму во касарната. Споменавте и вие во неколку наврати дека станува збор за 5 факултети кои што се во нивните, кои што функционираат во нивните рамки. Ете, им ја додаваме и Филмската академија која што неодамна започна да функционира. Дали е доволно да имате 5 факултети во еден универзитет за технички тој да може да работи? Има ли некои критериуми? Потребно е, доволно, ви кажа пред малку, повторно ќе го повторам, според мене не е доволно, ама еби според мене можеби, не знам како ќе ме сватат гледачите, основната идеја кога тој универзитет се отвори во Охрид беше ова за кое што ние зборуваме. Значи Охрид да стане универзитетски град, Охрид и административно и неадминистративно универзитетски град, меѓутоа под поимот универзитетски град, јас повторно подразбирам град со многу студенти во себе. Значи, настрана од она административна дефиниција на работите, во Охрид треба да има младост, во Охрид треба да има студенти, во Охрид треба да доаѓа студенти од цела Република Македонија, во Охрид треба да се борат за место за да се запишат на тие факултети, да има еден квалитетен, би кажал, една квалитетна образовна понуда, дел од тие студенти да остануваат овде во градот по различни основи, дали љубов, брак, бизнис, затоа што Охрид е убаво, градот Охрид да расти, да се развива. Паралелно со оваа идеја би кажал уште една идеја, Охрид е едно место во кое што би требало и една IT зона да се отвори, која што би била IT економска зона или зона наменета најмногу за стручњаци од делот на информатичката технологија, бидејќи пазарот за таа технологија е голем, огромен е, не требаат патишта, не требаат за друга намена се разбира, меѓутоа не се врзани со некои бариња кои што ги има другите технологии. Значи, Универзитет за информатички технологии, IT зона, во рамките на тој универзитет уште неколку факултети, бројот на студенти да порасне, понудата да биде на она ниво на кој што треба. Сега знаете зошто прашувам во насока на потребните факултети кои што би биле во рамки на универзитет, затоа што ева ако земеме пример, ајде Скопскиот универзитет е далеку постар од универзитетот во Штип, например. Таму имате повеќе од 20 на факултети во рамките на истиот, неколку институти кои што функционираат, надворешни соработници и слично. Меѓутоа, ако го тргнеме него настрана, еве го имаме Штипскиот универзитет, формиран 2007 година, па повторно во него имате повеќе од 10 на факултети кои што функционираат во неговите рамки. 8 години поминати се од неговото основање, така да не се работи за некоја страшна разлика. После 2 години се формира и Универзитетот Свети Апостол Павле. Така е. Само во Штип беше друга идејата и таа идеја маестрално ја одиграш. Значи маестрално, покрај она, би рекол, политичко лоби кој што и нас не е работи. Мора. Значи, јас ги познавам штипјани. Тие ќе се фатат за една идеја, ќе стојат, ќе ја направат, ќе ја видат убавата страна на идејата, ќе работат на тоа и го направиат. Без да дискутирам, значи, за некои други работи надвор од рамките на таа идеја. Сега, Штип плюс е град во кој што гравитираат некои околни градови кои што исто така природно се придвижуваат кон Штип. Берово, Делчево, Ковчани, Свети Николе, Струмица, Радовиш и така натаму и така натаму. Охрид, за среќа или несреќа, го има Битола, кој што веќе има свој универзитет, од таа страна, од оваа страна, Дебар, Струга, Кичево, Гостивар и така натаму, тоа е просторот кој што е непополнет. Меѓутоа, повторно јас оставам простор да се отвори еден универзитет
да се отвори. Има универзитет, меѓутоа да се прошири сепак зависи од нас самите, од нашето лоби и од нашата идеја дали ќе застанеме за целата таа идеја. Јас често пати разговарам со сите министри на владата поврзани со и околу образованието, од една страна со информатичката технологија, со многу би рекол декани и со ректорот на Свети Кирил. Во еден разговор му го постави прашањето само малку обиколно да кажам, значи во насокот тоа зошто кога ние ќе побараме некои нови факултети ни даваат факултети кои што тие мислат дека на нас ни треба. Во превод на македонски последен пат имавме некоја понуда да се отвори факултет за резба. Треба. Природно. Меѓутоа тоа е факултет што може да повлече 10-15 студенти, не може повеќе, 20. Толкава е Република Македонија. Може би и 100 со околината, меѓутоа сепак основната идеја не е постигната. Бројот на студенти не се зголемува со тоа директно, значи како студенти кои што би студирале во еден универзитетски град, универзитетски центар, а второ што е поважно во целата работа, развојот на градот Охрид не може да зависи од таквата структура на понуда после завршувањето на студиите. А какви факултети сме барали од нив? Лично, еве ќе ви кажам една друга идеја, па индиректно ќе ви одговорам на прашањето. Значи, во рамките на нашиот универзитет Свети Апостол Павле, еве мене ми е специјалност, јас сум од таа бранша, значи се изучуваат техничките науки во делот на информатичката технологија. Сето тоа се изучува на англиски јазик, тоа е за поздрав, коректно си е тоа, меѓутоа изучувањето на техниката, на математиката, на англиски јазик во неговорно подрачје на македонци е многу тешко. Значи јас 20 нешто години се занимавам со математичките и техничките науки, колку мене ми е тешко на македонски јазик во македонско говорно подрачје во кое што учениците ги правам во еден континуитет со години, ми треба многу енергија со познавањето на македонскиот јазик во нашето говорно подрачје во кое што користам зборови кои што зборови многу повеќе ги познаваат него странците. Со почит, повторно ќе кажам. Значи со почит кон тоа што доваѓа. Е сега што е решение на целата ситуација? Решение е покрај наставата што се одвива на англиски јазик да има настава и на македонски јазик. Тоа е идеја, еве лично ќе кажам, на кое што се спротивставуваат многу. Еве, јавно ќе кажам, не ми е јасно зошто. Значи, некако се спротивставуваат. А со давање на таква понуда на Свети Апостол Павле, јас верувам дека голем број на студенти кои што гравитираат и кон Штипскиот, и кон Тетовскиот, и кон Скопскиот универзитет, и кон Битолскиот, ќе се пренасочуваат кон Охрид. Тоа значи дека ќе се обидуваме да земаме од колачот од другиве универзитети или ќе си направиме наша торта? Не го гледам јас тоа така. Значи, образовната понуда е економска понуда. Луѓето немаат деца за фрлање, немаат студенти за фрлање. 4 години од животот ќе си поминат од 19 до 23 или 3 или 5 години студирање. Дали после тие 4 години ќе имаме едно хартија убава на која што ќе пишува диплома, дипломиран или ќе имаме малку повеќе, мора ние да излеземе со некој производ, со некој резултат. Луѓето не се запишуваат во Оксфорд и Кембридж затоа што сакаат. Тамо на 1000 кандидати 300 ги примат. 300. Кои 300 кога сите се одлични, сите се добри, сите имаат пари да платат, ама само 300 ги примат. Значи економската, образовната понуда, тоа е една економска понуда. Или го праќате онаму кој што мислите дека ќе излезе некој резултат кој што резултатот е потребен за идното занимање, или едноставно младоста нека помине да не седи дома, ќе оди да учи на некој факултет, сепак тоа е одлука. Во насока на некаква конструктивност, желба можеби или надеж дека некој кој што ги условно ги влече конците и го слуша нашиот разговор, ајде да се обидеме малку да уклучиме фантазијата и да ми кажете како вие го замислувате функционирањето на еден универзитетски град, било тоа ради бројноста на универзитетите или било тоа практичен пример каде што студентите ќе живеат студентски живот под наводници. Како го замислувам? Јас имам големо искуство, особено со меѓународното образование. Се извинувам, оние кои слушаат, нека си земат пенкалце, нека запишуваат. Да. Имам големо искуство со меѓународното образование и искуствата со предавања на универзитети и на коледжи низ Соединетите Американски држави. Сум посетувала и коледжи во Оксфорд и во Кембридж. Универзитетскиот град го замислувам пред се преку една огромна мотивација и желба да се успее.
Ако тоа не постои кај студентот, ако не постои амбиција и желба и мотивираност, ништо не сме постигнали. Како тоа се прави? Тоа се прави само меѓу една добра комуникација и диалог меѓу професор и студент. Како ќе го прифатите студентот, како ќе го водите, како ќе го советувате и како ќе го истерате до крај да заработи една убава диплома, а покрај дипломата едно цело ново академско животно искуство. Така јас го гледам таа соработка, тој живот во Охрид меѓу професорите и студентите. Јане? Професорката одговори. Многу работи зависат од нас. Генерално многу работи зависат од нас. Еве повторно еден пример ќе кажам од Германија. Значи, ако падне повеќе од 2 пати, го отпишуваат од факултет без можност да запише на други факултети, барем она што јас го имам осознание. Втората работа, ако во домашната мора да ја правите, имате некаде copy-paste, автоматски го отстранувате од универзитет, нема право да студира. Ние сме сведоци на една друга пракса. Повторно таа пракса зависи од нас. Многу работи во секојдневното живење зависат од нас, многу работи треба да ги поместуваме, на многу работи треба да работиме, се разбира ќе работат оние што се разбираат и принципите на однесување оние што ќе ги прават. Обично луѓето велат законите се лоши. Јас велам имплементацијата на законите се лоши. Ние нити во Германија, нити во Швајцарија, нити во Италија размислуваме дали некој закон ни одговара или не ни одговара. Ние се однесуваме спрема начелата на поставувањето на тие закони без да бараме мотиви дали некој мотивирано ги сменил или не. Меѓутоа, еве една професорска приказна исто на нас тука Охриѓани што предава физика во Америка, на Карни ги предаваше, сега на друг универзитет, а тамо не влегуваат странци. Единствен македонец, Стефче Стефановски доктор. Вели првиот час јас кога отидов, почнав да ја кажувам на моите студенти од прва година дека треба да учат. Онака како што часовите ги почнува во Охрид и во Република Македонија, или како што ние родителите дома ги воспитуваме децата. И вели ми изненади, крена рака еден студент, вели професоре, не се трудите. Зошто? Знаеме ние зошто сме овде. И со тие зборови вика прекина мојата приказна. Вика го замолив да продолжи со оној том. Вели јас излегов со 16 години од дома. Меѓутоа со излегувањето од дома јас немав финансии и онаков живот како што ми беше дома. Морав да работам физички, морав да работам ова, морав да работам она. Сватив дека поубаво ми е да се вратам во образовниот систем. Знам зошто сум јас овде. Ама враќањето во образовниот систем државата го следи и во Соединетите Американски држави, и во Германија, и секаде во сите развиени земји, онаму каде што сакаат луѓето да учат. Значи, од школа нема зијан. Сега, кој како ќе се снајде? Како ние како личности ќе се градиме? Дали одењето на факултет ќе го сватиме дека утре ќе се занимаваме со тоа? Дали ќе одиме на факултет што има критериум или на факултет што нема критериум? Дали ќе ги бираме? Повторно велам, тоа економијата ќе ни даде одговор на тие прашања. Сите тие се прашањата на кои што ние ќе си одговориме. Јас уште еднаш ќе се вратам. Охрид со информатички универзитет, еве и да не биде во поширок размер, меѓутоа информатички универзитет со една информатичка зона, со пазар од 7 милиарди луѓе колку што е земјината топка, со 10 месеци студенти овде, со 10.000 студенти, ние наредните години и годините после тоа ќе живееме во она, ви рекол, помалку брижно од сега. Ќе имаме повторно потреби, ќе имаме потреби животот да го прилагодуваме кон нив. Не можеме ностоп да ги тераме. Ајде да формираме едно лоби. Професорката убаво рече, не сакаат студентите не сакаат ностоп да бидат на исто место, сакаат молови, сакаат да излезат, сакаат да едрат, сакаат нешто ново, сакаат различно. Не се причините за неостанувањето во Охрид само парите. И економскиот живот. Имаме случаеви кога мој работот, информатичари за Америка, па се иселуваат. И треба содржина, и треба живот, и треба младост, и треба на некоја друга форма. Не ние што мислиме дека тие требаат. Тие што мислат дека тие требаат. А ние да им излеземе во пресо. Секако. Тие ќе го преземат приматот на живење. Така, професорке, вие споменавте дека имате искуство со тоа како функционираат работите во Соединетите Американски држави. Ете, ни донесов ви донесов една интересна испечатена статија, вели Annual Report, годишен извештај. Толку паметно и практично на универзитетот каде што бев Фулбрайт 2010 година. Тоа го испечатиле еден дел каде даваат отчет пред заедницата што, колку, како е потрошено.
бидејќи се разбира, многу community colleges на Соединетите Американски држави обстојуваат преку донации, мора да се знае секој долар каде се троши, но и за секој месец ставиле добра промоција. Тоа е календар кој истовремено тие си се промовираат. На главната страна председателот на коледжот. Мисис Мери Ритлинг, доктор Мери Ритлинг, која има една прекрасна историја од обична медицинска сестра, решила да студира универзитет, да магистрира, да докторира и менаџерските способности ја донесле токму до председател на овој коледж. И толку успешно го води во Северна Каролина, во Лексингтон градот, во близина на Шарлот, главниот град, што има можеби 60.000 студенти. Се работи за community colleges кои се тесно поврзани со заедницата. Соработуваат со заедницата и со бизнис секторите, така што знаат кои занаети и кои кадри им се потребни за да може економијата да оди напред. Тоа значи дека во таа тесна соработка тие постојано отвара нови насоки, бара нови експерти од стопанството да дојдат и да предаваат, а се разбира даваат и огромен акцент на меѓународната соработка. Јас додека гостував, тоа беше 2010 година, гостуваа уште 5 меѓународни студенти, кои што беа особено важни за меѓународната соработка и комуникацијата на студентите меѓу себе. Тие ги ставиле на горната страна, мене како Fulbright Scholar ме ставиле подолу и на вистина можам да кажам дека многу интересен стил и систем на успешност на високо образование во овие community коледжи обстојува. 2001-2002 престојува цела академска година во Ајова, исти систем, но овој коледж беше многу поуспешен, предпоставувам заради менаџерските способности на председателот на коледжот. Продуцираат кадри, за 2 години даваат associate диплома, до дипломска, но само 2 годишна, специализација еден вид, и со таа диплома тие веднаш влегуваат на работа во заедницата која всушност побарала од коледжот да образува такви кадри за кои има потреба. Не знам кај нас тоа како функционира и колку функционира. Ние постојано правиме семинари, се трудиме да ги викнеме од стопанството, угостителите да кажат што фали, како треба, се трудиме, но нешто фали. Се гледа дека нешто фали. Господинот Јанев спомна, можда е време да се формира едно лоби со прави љубители и луѓе кои навистина ќе работат. Не само да глумат пред камера. Да се седне и да се сработи тоа што ќе се замисли. Охрид заслужува да биде универзитетски град. Так. Имате искуство, вие не достигаат тие линкови помеѓу вас како професори, како академици и со она што представува бизнис заедница, треба некој да ве седне како заменик градоначалникот и да рече повелете професорке, еве кажете им вие на бизнисмените што можете да им понудите, или вие Јанев да им речете на бизнисмените повелете, овде имате образован професор кој што секојдневно работи со студенти, знае што поседува факултетот и што може да ви понуди. Така. Треба. Значи, јас се согласувам. Јас јавно кажам дека и господинот градоначалник Бакрачевски, неговата екипа, покрај него што сме, значи, отприлика убава е структурирана целата работа. Ова е период во кој што решаваме некои работи кои не се поврзани сите со развојот, меѓутоа полека, но сигурно сите структури влегуваат во целата приказна. Ние сме свесни дека наредното во фазата на развојот на Охрид, тоа може би требаше да биде прво, меѓутоа сите процеси не можат паралелно да течат, е економијата на градот Охрид. Економијата е врзана со делот повторно, значи, од образованиот кадар и делот од индустриализацијата. Тој дел е поврзан со земјата, со чистење на сите оние подлоги кои што требат за да се даде понуда како понуда и Охрид повторно да се врати во онаа приказна во која што бил и треба да биде. Треба да седнат. Ај вака да ги дефинираме работите. Обично на ваков начин ми пристапуваат многу луѓе, треба да ме викнете. Еве спротивно. Значи сите кои што имаат идеи не мора да разговарат само со градоначалникот. Тој ги прима секогаш во рамките на она што може и тој е презафатен. Еве јас сум на располагање. Покрај мене има други советници од едната или од другата страна, не е важно. Јас не верувам дека некој лоше размислува за развојот на сите нас. Или некој ќе каже, аха, добро, вие го правите тоа, меѓутоа тоа е лоше, ние ќе го направиме тоа, ние. Кажете ми како се формира Универзитетот Свети Апостол Павле?
доаѓаали, ги викавте ви општината, како сето тоа почна да функционира за да можеме и ние како една посебна група лоби сето тоа да го изведеме. И скопирајте и да биде успешно, точно, да направиме copy-paste. Да, ама за многу работи и јас колку што знам, јас тогаш не бев инволвиран во политиката, имаше еден состанок на кој што не викна приватници. Не, овде во Охрид. Тука беше министерот за образование или не знам. Милошевски беше министерот. Се сеќавам и покојниот Владо Стефановски и екипата, зборувам за пред колку години беше состанокот. И на тој состанок тие ни образлагаа дека во Македонија ќе се отвори уште еден факултет за информатички технологии. За тој факултет лобираа многу луѓе, како што излезе приказната и веројатно, пошто тоа случајно не доаѓа во градот Охрид, меѓутоа идејата беше колку што знам за почетокот во Скопје да биде. И тогаш станавме, се јавивме за збор, прашавме, добро, еве едно многу единствено просто прашање. Во Скопје има факултет за информатички технологии и има уште маса приватни и неприватни факултети кои што се занимаваат со тоа. Во Битола има Штип беше отворен, Тетово и така натаму. Зошто да не е Охрид? Зошто да не е Охрид? Те вакате онака, одговара што одговара, меѓутоа многу брзо се дојде до реализацијата. За таа реализација јас верувам, не знам, не сум бил лично во тие преговори, верувам дека луѓе од Охрид застанале, не може друг да не заврши работата во Охрид. Да ги научиме кои се тие луѓе, па нека ни помогнат и нас, да имаме желба да отвориме нов универзитет. Еве ќе ја поздравам и оваа емисија и овие иницијативи, можеби и други емисии треба да дојдат во целата оваа приказна. Јас ви кажав што треба. Треба многу студенти, за да дојдат многу студенти ни требаат многу факултети, за да отвориме многу факултети ни требаат лобисти, значи од целата фела, одедно и паралелно да размислуваме на процесот и инфраструктурно да ги згрижиме тие студенти, не да се разочарат. А паралелно па и вие како фела си имате оврска, значи да ги мотивирате. Да. Има нов закон за високо образование, да ги вметнете сите оние работи кои што мислите дека се позитивни во образовниот циклус. Значи, секако да се дојде до еден производ кој што производ ние ќе биеме добитници. Так. Јанев, споменавме некаде на почетокот на емисијата околу она идеја која што беше предложена од професорот Стефан Буџаковски за формирање на таков универзитетски град во Охрид. Ајде за оние, бидејќи и вие сте член на Советот на градски татковци, што конкретно беше предложено да чујат охриѓани, да чуе можеби некој кој што, како што вика професорката, има доволно врски и пријатели на вистинските позиции за да ни донесе реализација скора на ваква идеја. Јас би се надополнил на вас и можеби некоја наредна емисија може професорот да биде со гостин или гостин со ректор. Секако ќе ни биде задоволство. Така, значи еве ја изведов еден дел од она што тој го презентираше на Советот на градски татковци. Уште еднаш ќе потврдам дека градоначалникот е задоволен од таа идеја да се имплементира сега во рамките на се она што представува политичко лоби, ќе видиме како ќе се случуваат работите. Што беше во иницијативата за возобновување на Свети Климентов универзитет, но не оној кој што се гради на Плавшти, туку институција која ќе ги обедини постоечките високообразовни институции во градот Охрид. Основната идеја овој универзитет Свети Апостол Павле да си остане, а факултетот постоечки за туризам да се подели на два дела. Едниот факултет, мислам, тоа е во идејата сега, мислам. Како идеја. Се идејно се оградува. Така, не е важно повторно во склопот на тоа како идеја. Не дискутираме, јас пак ќе кажам тоа како идеја, ни остава простор да во позитива да ја гледаме. Понатаму, значи, што би било природно од факултетите кои што би можеле да екзистираат на територијата на општина. Тој ги споменува, значи, отворање на факултети за историски науки, понатаму археологија, архивистика, понатаму факултетите за јазици, старомакедонски, старословенски, хебрејски, старогрчки, факултет за комуникологија, комуникацијски вештини, комуникацијски техники и технологии и така натаму и така натаму. Јас овде без да ја коментирам неговата идеја, сепак се ова идеи за факултети со помалку студенти, тука ви уфрлил повторно во делот од факултетите кои што имаат повеќе студенти. Моментално, за жал или за радост, тоа се факултетите поврзани со и околу економските науки, со и околу правните науки, со и околу менеджментот.
моментално, бидејќи бројката од околу 18.000 матуранти секоја година и бројката од околу понуда околу 5.000 до 6.000 слободни места само на економскиот факултет и од околу 3 до 4 до 5.000 места слободни на правните факултети, ја преполувува таа бројка. Дел од тој колач, како што го велите вие, природно, повторно, можеме ние да го земеме во градот Охрид. Еден од тие предуслови е постоењето на факултетот, кој што е значи факултет за туризам и гостителство, меѓутоа и факултетот за делот на финансите на вашиот факултет. Организацијските науки, веројатно. Мислите за насоката? Да, ама да прерасне значи во факултети кои што тоа е да економски, се прошируваат. Да, тоа е таа економска понуда и веќе има, бидејќи тоа се предуслови кои што веќе постојат. Не мораме ние ништо посебно да сработиме. Да си добијат можност да отворат уште неколку факултети, да си се сега јас не зборувам во функција на политичар, зборувам како граѓани да се разбереме, значи да се одвојат тие факултети па да се формира едно заедничко тело, заеднички факултет, ама повторно значи да привлечеме малку повеќе студенти кои што ќе студираат и на англиски јазик, меѓутоа огромен дел и на македонски јазик во Македонија. Па не би било лошо да постои еден универзитет како што постои Свети Апостол Павле, па можеби може да постои уште еден универзитет за туризам и угостителство, не мора да биде факултетот. Факултетот може да прерасне во универзитет. А како една идеја само, не мора да има преполовување и префрлување. Ако дознаете кој е лобистот, веројатно може да му се јавите, па вие како најстара високообразовна институција во градов да бидете мајка на универзитетите. Точно, и треба да бидеме, треба. Така, мене ми останува да ви се заблагодарам за вашето денешно гостување. Се надевам дека бевме доволно конструктивни за да и доволно јасни за да не разберат сите што треба да не разберат. И да не се правиме наивни. Охрид од секогаш бил град на писменоста, веројатно тоа е и насоката во која што и треба да се развиваме и движиме. Се надевам дека ќе имаме можности во некоја наредна прилика да се видиме. Всушност тоа е и нашата интенција да ги користиме луѓето кои што имаат идеи, кои што имаат храброст да излезат со своите ставови и да ги презентираат пред јавноста. Ви благодарам за гостувањето. Благодариме, Мишел. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на 99%. Ви останете со програмата на телевизија ТВМ со некоја нова интересна тема за вас. Се гледаме веќе наредниот вторник. Пријатно. Ние сме 99%.